Наместо да престане борбата за спас на парк шумата водно се засилува. Граѓанските активисти кои дежураат на планината во надеж да спречат продолжување на изградбата на трасата за гасовод, објавија дека од фирмата Изведуваш денеска поставиле табла со предупредување за забранет пристап. Граѓанската организација Го сакам водно денеска побара и средба со директорот на Македонски енергетски ресурси со скопскиот градоначалник, како и со заменик министерот за животна средина на која како што велат јавно ќе ги изнесат нивните аргументи за изградбата на гасовод. Ваквите силни реакции следуваат од како вчера багери ќе газе активисти кои се кренаа против сеча на шумата. Во заштитено подрачје ќе не газите сега, ќе не убивате. Инсистирам да дојдете да добиеме правна полициска заштита. Во меѓувреме на телевизија Алфа не и беше дозволен пристап до местото на настанот, а не беше во функција ниту жишницата поради сервисирање. Драматичните снимки на социјалните мрежи сведочеа за тензичната состојба, која за среќа помина без последици. Ајде! Ајде! Ајде, ајде! Ајде! Ајде, помени. Гази се пред. Ајде! Олече да ми заврши ако нијете на животот, ајде! Ајде! Слушнавте? Одат да не газат. Ајде! По низата инциденти се огласи и премиерот. Алфа го праша Зоран Заев како гледа на синоќешните инциденти на водно. Вчера од социјалните мрежи се информиравме дека багеристи наводно ќе ги газе активистите кои сакаат да ја спасат планината. Ваша оценка во врска со тоа прашање и дали ќе им излезете во пресред на активистите, бидејќи на некој начин споменаа во неколку изјави пред медиумите дека останувале глуви на вашите барања и што понатаму со таа ситуација? Добро, прво да изразам жалење за ваквиот начин на однесување на багеристи или било кои представници на изведувачите, работници, наши граѓани кои што работат. Апсолутно за осуда е ваков настан, макар и преку закана, дека некој ќе нападне човечки живот или не знам што ќе направи за да секако ја извршува својата работа. Ние ветивме диалог по ова прашање. По сите прашања треба да се разговара. Се одржаа десетици и десетици состаноци со граѓанските активисти. Зошто? Заради тоа што е вредно да се држат состаноци. Се работи за нашето водно, за белите дробови на Скопје, но истовремено се работи за проект кој што секако ќе биде од огромна еколошка пред се вредност, а понатаму и од економска вредност за граѓаните. И покрај притисоците од активистите за стопирање на градбата, премиерот рече дека проектот ќе продолжи да се реализира, но при тоа ќе се разговара со активистите од невладиниот сектор, иако досега власта беше глува на нивните повици. Изградбата ќе застане таму каде што ти имат замерка. Таму каде што немат замерка ќе продолжи. Секако, таму каде што имат замерка, внимателно ќе слушам. Ќе разговараме и ќе гледам во диалог да ги најдеме решенијата. Во меѓувреме македонскиот велосипедски тим в недела организира настан каде ќе се вози низ водно, со цел зачувување на планината по најавата за изградба и оголување на сртот.